мерката, затоа што државата, знаете, многу лесно може да предложи да донесе закон и со тој закон да ограничи никаква употреба, но дали тоа во пракса ќе биде прифатливо или дали ќе биде имплементирано како што треба, затоа што вие добро знаете дека мобилен телефон дете само не купува од продавница, туку родителот го купува за него. Така што ние не можеме да знаеме колку деца, колку телефони и колку деца имаат. Второ, не можеме да знаеме кога ќе забраните определена социјална мрежа, дека детето нема да искористи лична карта, возачка дозвола, друг документ од неговиот родител. Трето, не е дозволено или бебиња немаат мобилни телефони, па родителите им пуштаат содржини на социјални медиуми кои што можеби не се дел соодветни за нивната возраст. Така што прилично деликатна ситуацијата, ние разгледуваме постојано и репресивните мерки на забрана ги оставаме тоа да го прават родителите и второ, нешто за што се залагаме последниот период, го комуницирам со Министерството за образование, а тоа е целосна забрана на мобилни телефони во училиштата.